Последно издание на Дневникот на К3. Добро вечер. Во него ќе гледате. Ноември месец на борба против зависности, а во одбележувањето се вклучи и активистите на Црвен крст Куманово. Премиерот Никола Груевски се сретна со кинескиот премиер и председател. Министерот за надворешни работи на Турција Чавушоглу порача дека нема да и се извинат на Русија. Делегација на УЕФА во посета на Скопје од 1 до 4 декември. Ова се најавите, а за повеќе содржини бидете со нас по паузата за реклами. Вие сте со К3, го следите последното издание на Дневникот. Волонтерите од Кумановската организација на Црвениот крст денеска одржа едукативно предавање за средношколците во рамки на одбележување на ноември, месец на борба против зависности. Младите волонтери од Црвен крст Куманово започнаа активности за превенција против болестите на зависност преку делење, организирање предавања и трибини во кои се потенцираат начини за заштита на помладата популација од болестите на зависност. Денеска тука се организира и јавна трибина по повод да се подигне свеста кај младите. Поканети се СВР Куманово, општина Куманово, здравствен дом, Центар за социјална работа, средно училишта, од кои се и албански поканети, се со цел да се информираат повеќе младите како да се заштитат од зависности. Месец ноември е прогласен за месец на борба против зависности и секоја година се организираат акции преку кои се трудат да ја подигнат свеста кај младите. Ова е традиционално што скоро секоја година го правиме. Месец ноември тоа е месец на превенција од зависности и секоја година организираме акции при кои што се трудиме да ја подигнеме свеста кај младите. Не само кај младите, правиме и едукации по училишта кај што му кажуваме на грешките младите кои што ги прават. Освен предавањето кое се одржа во просториите на Црвениот крст Куманово, волонтерите деновиве ќе ги посетат 5 средни училишта во градот, каде што директно ќе им објаснат на своите врсници за превенција од болестите на зависноста, пушењето, алкохолот и дрогата. На денешната трибина покрај средношколците присуствуваа и представници од СВР Куманово, професори од повеќе училишта и лекари од градот. Со средства од Министерството за култура на Република Македонија саниране кровот на музеј Куманово. Инаку оваа зграда постои од 1964 година, е реновирана во 90-тите години и од тогаш па се до денеска редовно се одржува. Со средствата од Министерството за култура е санирана кровната конструкција на музеј Куманово, каде се наоѓа постојаната музејска постава. Вработените во музеот се надеваат дека со оваа санација во иднина ќе добијат подобри услови за работа. Саниран е кровот, значи кровната конструкција, бидејќи се појави протекување од обилните дождови во последниве, што се случија обилни врнежи. Се случи да протече на етнолошката поставка горе, тоа го решивме, го саниравме и се надевам дека сега натаму нема да имаме проблеми. Инаку овој објект постои од 1964 година, а е реновиран во 90-тите години и од тогаш па се до денеска редовно се одржува. Музеот од Куманово редовно реализира повеќе активности и проекти од различен карактер, а до крајот на оваа година најавуваат уште 4 изложби. За наредната година најавија и санација и реновирање на куќата на Христијан Тодоровски Карпош. Основното училиште Кочорацин одбележа 71 година постоење. По тој повод оваа недела се организираа повеќе активности. Свечената прослава започна со положување на свежо цвеќе пред бистата на патронот и продолжи со свечена приредба збогатена со точки подготвени од учениците. Основното училиште Кочорацин со положување на свежо цвеќе пред бистата на патронот и со свечена приредба приготвена од учениците одбележа 71 година постоење и 76 години од издавањето на стихозбирката Бели могри на Коста Апостолов Солев Рацин. Цела недела беше во знак на патрониот празник, започнувајќи со шаховски турнир помеѓу ученици, наставници и родители, литературно читање со партнер училиштето Наем Фрашери, ликовна работилница Јасум Уметник. Директорката и за наредната година најави нови прилози за
помош на лицата со посебни потреби, како и реконструкција на кровот на самото училиште. Прославуваме точно 71 година од постоење на нашето училиште, 76 години од издавање на стихозбирката Бели мугри, значаен датум за нашата школа, организација, активности цела недела, спортски напревари, ликовни работилници, литературни читања, свечени приредби, ќе го достоиме и подградското училиште Добрашане со една приредба. Присутни беа представници од повеќе училишта, општината, јавни предпријатија и установи. Приредбата беше збогатена со училишниот хор, рецитали од учениците со партнер училиштето на Фрашери и Народни ора. Денеска е ова завршна манифестација, се започна утрово со свечена седница, полагање на цвеќе пред бистата на патронот и следува пригодна мала приредба подготвена од учениците од прво до 9-то оделение. Коста Апостолов Солев Рацин е еден од основоположниците на современата македонска литература, македонски книжевен деец, најпознат по својата поезија. Во организација на Комисија за образование при Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН во Центарот за култура Трајко Прокопиев се одржа трибина на тема методи и пристап на дислексија. За ова состојба потешкотиите со кои се соочуваат лицата кои имаат и начините како да им се помогне, говореше Наташа Крстевска, дипломиран дефектолог. Вака темата на вечерашната трибина е дислексија, односно дислексијата не представува болест, туку представува состојба, односно стил на учење. Дислексија може да поседува секој без разлика на социоекономските услови и интелектуалните способности на детето. Има и своји позитивни и негативни страни, доколку не се дозволи да превладуваат оние негативните страни и поема на фрустрација и губење на самодорова, доаѓа до израз оние позитивните страни. Инаку Алберт Ајнштајн, Тесла, Джим Кери се личности кои оставиле и ден денес оставаат траги. И заедничко за нив е дислексијата, затоа што генијалноста и дислексијата одат заедно. Во Република Македонија, луѓе што имаат дислексија е од 5 до 10%. По повод 25 ноември, меѓународниот ден за борба против насилството врз жените, форумот на жени на Социјалдемократскиот сојуз од Куманово во Младинскиот културен центар Козјак организираше трибина на тема женскиот активизам и борбата против родовото базирано насилство. Во борбата против сите форми на насилство врз жените се вклучи активистките на Кривопаланечкиот форум на жени при СДСМ кои на штанд делеа едукативни флаери. Форумот на жени на СДСМ од Куманово по повод 25 ноември, меѓународен ден на борбата против насилство врз жената, организираше трибина на тема женскиот активизам и борбата против родовото базирано насилство. Модератор на трибината беше Маринела Тушева, а нешто повеќе на темата зборуваа Мила Царовска од СДСМ и Елена Демушевска од мрежата за борба против семејно насилство. Во Македонија 86% од жртвите на семејно насилство се жени. За оваа тема не многу често се зборува во јавноста и навистина ми е многу драго што Куманово, жените од Куманово пројавуваат интерес за оваа тема, бидејќи сите ние сме медиуми и сите ние можеме да продолжиме да зборуваме и да ги праќаме пораките од овие настани. На трибината присуствуваше Цветанка Ласкова, координатор на форумот на жени на СДСМ, градоначалникот Зоран Дамјановски, пратеникот во Собранието на Република Македонија Љубиша Николиќ, како и повеќе членови од Општинскиот комитет на СДСМ од Куманово. Премиерот Никола Груевски денеска во Пекинг оствари средба со премиерот на Народна република Кина Кечи Јанг Ли, а исто така присуствуваше и на приемот кој го организира кинескиот председател Џипинг Си. Премиерот Никола Груевски денеска во Пекинг оствари средба со премиерот на Народна република Кина Кечи Јанг Ли. На средбата соговорниците го поздравиле позитивниот развој на односите меѓу Република Македонија и Народна република Кина, кои се одликуваат со пријателство, взаемно разбирање и меѓусебна поддршка. Соговорниците ги истакнали економските односи кои што бележат нагорен тренд и позитивен развој. Груевски посочил дека Македонија ја поддржува иницијативата на Народна република Кина за соработка со земјите од Централна и
Источна Европа во рамките на процесот 16+1, што ќе придонесе за продлабочување на односите и економски развој на земјите. Тој изразил задоволство од успешниот тек на изградбата на автопатските делници Милетиновци Штип и Кичево Охрид, кои се реализираат во соработка со кинеската влада и Ексим банка. Предложивме нови конкретни проекти за соработка од повеќе области, од сферата на енергетиката, градежништвото, индустријата, проекти од инфраструктурен карактер. Врачивме вкупно 6 проекти кои се ставени на хартија со претходно добра анализа и сите најпотребни информации, за што имаше позитивен прием од страна на кинескиот премиер и подготвеност да се разгледаат од нивна страна во период што следува, изјави посредбата премиерот Груевски. Премиерот Кечијан Кли посочил дека Кина е заинтересирана и ја поддржува соработката со Македонија. Тој даде позитивна оценка за економските политики на нашата земја и изрази надеж дека во наредниот период ќе се реализираат дополнителни заеднички проекти во областите од взаемен интерес. Беше договорено во идниот период представници на двете страни да работат на финализирање на повеќе проекти кои се од заедничко значење и ќе придонесат за дополнително интензивирање на заедничките односи. Председателот на македонската влада присуствуваше и на приемот кој е организиран по повод кинеската иницијатива за соработка на земјите од Централна и Источна Европа со Народна република Кина, при што се сретна и со председателот на Кина Джипинг Си. Соговорниците ги потврдија пријателските односи меѓу двете земји, за што сведочат и интензивираните средби на невисоко ниво од македонска и кинеска страна и изразија задоволство од нагорниот тренд на развој на меѓусебните односи кои ги следи и е со зголемена економска активност. Председателот Джипинг Си истакна дека Кина во регионот од Централна и Источна Европа, во кој припаѓа и Република Македонија, гледа огромен потенцијал за зголемена соработка и за економски развој. Македонскиот премиер Никола Груевски во рамки на посетата на Кина, освен средбите на политичко ниво во Пекинг, оствари средби со компанијата за информатичка комуникацијска технологија Huawei. Премиерот Груевски ја истакна заложбата на владата за инвестиции во образованието за информатички технологии. На средбата беа разгледани можностите за понатамошна продлабочена соработка и можностите за проширување на македонскиот пазар. Компанијата е водечки бренд на телекомуникацијскиот пазар, производите од информатичкото општество и планирање, која се рангира во 500 најголеми компании на Global Fortune. Премиерот Никола Груевски, вице-премиерот Владимир Пешевски и заменик министерот за економија Христијан Делев остварија средба со раководството на компанијата и генералните менаџери Джим Лу и Џорџ Жанг. Како што информира владината прес-служба, Груевски ги запозна представниците на компанијата со условите за водење бизнис во Македонија, поволниот даночен пакет со кој располага земјата и отвореноста за привлекување на нови инвестиции. Истовремено, премиерот Груевски ја истакна заложбата на владата за инвестиции во образованието, за што секоја година се одвојува 5% од вкупниот буџет. Отворен е и нов универзитет за информатички технологии Свети Апостол Павле, а постојано се прават реформи насочени кон развој на информатичкото општество. Инаку Huawei е компанија која има своја канцеларија за врски во Скопје. Со раководство на компанијата беше разговарано за разгледување на можностите за понатамошна продлабочена соработка и можностите за проширување на македонскиот пазар. Джим Лу од Huawei истакна дека компанијата Huawei има свои планови за проширување на нови пазари и дека детално ќе ги разгледа условите, можностите кои им стојат на располагање. Поголема безбедносна соработка во регионот, размена на чувствителни податоци и брза интеграција на сите земји е неопходна да се зголеми сигурноста, порача председателот Ѓорѓе Иванов на вонредниот самит на процесот Брдо Бриони, што се одржа во Загреб. Како што посочи македонскиот председател, самитот е вонреден бидејќи се отвориле прашања поврзани со мигрантската криза и бегалците. Безбедносните прашања не се потикнати само од настаните во Париз, туку на многу места на планетава се случуваат агресивни чинови кои се израз на одредени терористички акти. Во нашиот регион и покрај сета соработка што досега ја имаме истекнатата доверба, преку Брдо Бриони процесот сепак во сферата на безбедноста отсуствува соработка, размена на податоци и доверба, за да се разменат чувствителни податоци од сферата на безбедноста, изјави Иванов. Тој меѓу другото истакна дека од регионот има повеќе од 1000 борци на боиштата во Сирија и Ирак, а 60% од нив веќе се вратени во регионот, а тоа, како што посочи, е состојба која загрижува. Затоа е неопходна соработка помеѓу безбедносните служби, да се разменуваат чувствителни податоци за да не се случат слични настани во нашиот регион, какви што имаше во Париз, рече Иванов. Потенцира дека и бројот на бегалци наместо да се намалува како што доаѓа зимата, се зголемува. Сите земји се соочуваат со големи издатоци за да им
ги покријат хуманитарните потреби. Македонија веќе се ближи до 10 милиони евра потрошени во овој период, а помош нема од никаде освен одредени символични суми што ги добиваат хуманитарните организации, истакна Иванов. Тоа според него укажува дека треба да се преземат мерки, зашто земјите како Шведска преземаат мерки, а и Германија планира да направи исто, зашто е свикан и самитот помеѓу Европската унија и Турција, од каде доаѓаат најголем дел од бегалците и мигрантите. За пораките упатени на самитот во Загреб, зашто побрза интеграција на земјите од Југоисточна Европа во Европската унија и НАТО, Иванов рече дека на председателот на Советот на Европа Доналд Туск, кој веќе беше во Македонија, му кажале што не е сторено од неговиот претходник. Најголема е одговорноста на Европскиот совет, бидејќи таму се блокирани евроинтеграциите во случајот на Македонија. Сите земји од регионот напредуваат, а Македонија поради отвореното прашање што го има со Грција стои во место. На средбата што ја имавме во Скопје и сега укажавме доколку ние ги завршиме нашите обврски, ако се заврши како што е планирано со постигнатиот политички договор за време на кризата и ако изборите поминат во најдобар ред, тогаш е неопходно да се промени статус кво состојбата со македонските интеграции и конечно Македонија да го добие тоа што и припаѓа, потенцира Иванов. Турскиот министер за надворешни работи Чавушоглу изјави дека нема да и се извинат на Русија. Несогласувањата помеѓу Турција и Русија настана откако руски воен авион беше соборен на граница на турско-сирискиот воздушен простор. Ова се и останатите вести од светот. Турција нема да и се извини на Русија поради соборувањето на рускиот воен авион, изјави турскиот министер за надворешни работи Мевлют Чавушоглу. Не треба да се извиниме поради нешто за кое сме во право, истакна Чавушоглу. Тој потсети дека Турција вчера изразила жалење поради инцидентот, објаснувајќи дека станува збор за телефонски разговор меѓу шефот на турската дипломатија и рускиот колега Сергеј Лавров. Изјавата на Чавушоглу доаѓа откако рускиот претседател Владимир Путин нагласил дека Турција се уште не се извинила поради соборувањето на рускиот Су-24 пред 2 дена во близина на турско-сириската граница, ниту понудила гаранција дека одговорните за ова злосторство ќе бидат казнети. Поранешниот хрватски премиер и поранешен лидер на Хрватска демократска заедница Иво Санадер вчера беше пуштен од затвор откако отслужи 3 години од пресудата за злоупотреба на должноста. Задоволен сум поради тоа што Хрватска има инстанции кои покажаа дека бевме во право. Не сум задоволен од фактот дека вакво нешто може да се случи во Хрватска, рече Санадер при излегувањето од затворот. Нема да ја коментирам политиката, тоа заврши, немам никакви политички амбиции, рече тој, додаде дека го посетиле странски политичари. Врховниот суд на Хрватска ја укина третата и последна пресуда за корупција против Санадер, со што се овозможи негово излегување од затворот. Санадер беше осуден за земање мито во неколку случаи. Последната пресуда од 9 години затвор за земање мито од 15,3 милиони куни или 2,2 милиони долари беше укината на истите основи како и претходните, односно дека процесот бил неправеден. Санадер, кој беше премиер 2 пати во 2003 и 2011 година, поднесе оставка кон средината на вториот мандат под притисок на многобројните истраги против него. Десното крило на македонскиот представник во ракометната лига на шампиони Вардар, Матијаш Брумен, ќе се прости од дресот на црвено-црните на крајот од оваа надпреварувачка сезона. Брумен имаше договор со Вардар до јуни 2017 година. За десното крило Матијаш Бруменова ќе биде последна сезона во Вардар откако спогодбено е договорено тој пред време да биде ослободен од обврските. Словенечкиот ракометар изрази желба по завршувањето на оваа надпреварувачка сезона да биде слободен играч, па клубот ќе ја почитува неговата волја. За играч како Брумен секогаш има место во нашиот тим. Со својот професионален однос секогаш е пример за голем спортист и пред се човек со кога е задоволство да се соработува. Неговиот придонес ќе стане впишан во клубската историја на Вардар. Верувам дека и сезонова ќе успееме заедно да се радуваме на уште поголеми клубски успеси, вели Давор Стојановски, извршниот директор на Вардар. Од 2013 година Брумер настапува за Вардар и екипата 2 пати играше во четвртфиналето на Лигата на шампионите, а токму словенецот беше дел од овој голем клубски успех. Во црвено-црниот дрес Брумен ја има освоена шампионската титула, Купот на Македонија и СЕХА лигата. Делегација на УЕФА од 1 до 4 декември ќе предстојува во посета на Македонија. Главната цел ќе биде проверка на состојбата на стадионот Филип II.
Делегација на УЕФА од 1 до 4 декември по втор пат ќе го посети Скопје, а главниот фокус на посетата е новото скенирање на фактичката состојба на националната арена Филип II. Представници на УЕФА ќе направат контрола на стадионот, на просторот околу стадионот, пристап, паркинг и ќе дадат препораки во која насока треба да се одвива модернизацијата. Исто така ќе се разговара и ќе се разгледуваат можности за одредување фан зони во градот, места и услови за јавно гледање на финалето. Во деновите од посетата на делегацијата на УЕФА планирани се состаноци со работната група одредена околу организацијата на големиот настан, изјави Филип Поповски, генерален секретар на Фудбалската федерација на Македонија. Во куќата на фудбалот изминатата недела беа одржани 2 работни состаноци во врска со организацијата на Суперкуп финалето на УЕФА 2017 година во Скопје. Во вестите од меѓународната спортска сцена за денеска издвоивме. Во фудбалската лига на шампиони по синоќешните надпревари некои екипи обезбедија пласман во нокаут фазата. Тренерот на Бајер Минхен Пеп Гвардиола ќе подпише нов 2-годишен договор за кој ќе заработи 48 милиони евра. Тренерот на Ливорно Кристијано Панучи поради лошите резултати доби отказ од раководството на клубот. Во фудбалската лига на шампионите се одигра на преварите од групната фаза, по кои некои екипи веќе обезбедија пласман во наредната фаза. Вчера во групата Реал Мадрид славеше нагости над Шахтер 4:3, додека ПСЖ го декласира Малме нагости со 5:0. Во групата Б ЦСКА Москва со поразот дома од Волсбург од 2:0 ги загуби сите шанси за пласман во следната фаза, додека Манчестер Юнајтед со киксот против ПСВ го загрози пласманот во нокаут фазата. Во групата С тука се беше јасно, откако Бенфика одигра нерешено со Астана 2:2, а Атлетико лесно го победи Галатасарај со 2:0. И во групата Д, Јувентус во дербито го победи Сити со 1:0, а Борусија Менхенглаблах лесно ја совлада Севилја со 4:2. Па така пласман во наредната рунда изборија Реал Мадрид, ПСЖ, Атлетико Мадрид, Бенфика, Јувентус, Манчестер Сити, Барселона, Бајер и Зенит. Раководството и невачите на Бајер може да се радуваат, бидејќи тренерот Гвардиола одлучи да го продолжи договорот со баварците. Како пренесуваат тамошните медиуми, шпанецот ќе подпише астрономски 2-годишен договор со кој ќе заработува 24 милиони евра по сезона, со што ќе стане убедливо најскапиот тренер во светот. Инаку во овој момент Гвардиола има годишна плата од 19 милиони евра. На успешниот тренер договорот му истекува на крајот на сезоната, а за неговиот подпис имаше интерес од некои екипи од Англија. Гвардиола пристигна во Бајерн во 2013 година и со германскиот клуб освои 2 првенства, куп, УЕФА Суперкуп и ФИФА клубско првенство на светот. Калчолигошот од Тоскана го отпушти тренерот Кристијан Панучи, соопшти Ливорно на својот Твитер профил. За Панучи ова беше прва тренерска работа. Начело на Ливорно беше од март годинава. Наследник на прославениот италијански фудбалер на клубот на Ливорно е искусниот Бартоломо Мути. Незадоволството од работата на Панучи кај раководството на Ливорно кулминира по последниот пораз од Бари. Клубот во моментов е на 7-то место во серија Б, 7 помалку од местото кое води во елитата. Времето денеска претежно облачно со повремени врнежи од дожд со послаб интензитет. Дува слаб ветер од променлив правец. Временска прогноза за североистокот. Тоа беше се во денешните информативни изданија. Ви благодарам на вниманието. Пријатна вечер.